Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, почитувам прв потпредседателе на владата Артан Груби, почитувам министер за здравство Венко Филипче, почитувам директоре на торакална клиника Неджати Јакупи. Навистина денеска представува голема чест што имаме можност да присуствуваме на отварањето на реконструираниот оддел за торакална хирургија, со што продолжуваме со низата капитални инвестиции во правец на подобрување на здравствените услуги за сите наши граѓани. Ја користам оваа прилика да им честитам на сите кои вредно работеа на реновацијските зафати и во екот на пандемијата со COVID-19, со што сите како заедница покажавме дека здравјето на граѓаните ни е на прво место. Во реконструкцијата на одделот се вложени 60 милиони денари, со што комплетно се реновирани хируршките сали. Купена е најсовремена опрема за комплетна грижа и лекување на пациентите, бидејќи квалитетната здравствена услуга ни е на прво место. Со овој чекор, кој е дел од капиталните инвестиции во јавно-здравствените установи, владата ја потврдува својата цврста определба за градење на одржлив и ефикасен здравствен систем кој ќе им биде силна потпора на граѓаните. Во изминатите 4 години Министерството за здравство интензивно работеше на подобрување на условите во јавно-здравствените установи со цел поквалитетна здравствена услуга за пациентите и подобри услови за работа на здравствените работници. Денеска тоа можевме да го видиме во очите и лицата на сите наши здравствени работници, а и дел од пациентите кои што денеска беа овде присутни со нас. Навистина, овој хируршки центар е столбот на здравствениот систем во Република Северна Македонија, како што рече и директорот Јакупи, но и министерот за здравство. Со заеднички сили реализиравме капитални инвестиции во реконструкции и инфраструктура во 32 здравствени установи ширум земјата. Со овој план беа опфатени клиниката за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар, клиниката за дигестивна хирургија, за хематологија, за пластична и реконструктивна хирургија, за неврохирургија, за ендокринологија, за психијатрија, за очните болести, гинеколошко-акушерската клиника, Заводот за слух, говор и глас, за детски болести, Институтот за трансфузионална медицина, специјализираната болница за белодробни заболувања и туберкулоза во Лешок, поликлиниката Железара, како и целиот комплекс на интерни клиники во клиничкиот центар. Реновирани се двете гинеколошки операциони сали во специјалната болница во гинекологија и акушерство Мајка Тереза во Чаир. Во здравствениот дом во Велес, Битола и Македонски Брод целосно се обновени службите за итна медицинска помош. И исто така, во поликлиниките Чаир и Ѓорче Петров комплетно се реновирани вакциналните пунктови. Годинава е во тек и втората фаза од реконструкцијата и адаптацијата на општата болница во Кичево. Морам да истакнам дека денес нам, како и на целиот свет, ни е кристално јасно дека клучот за подобрување на економската состојба на пазарот на трудот е подобрување на здравствената состојба на нашите граѓани. Оттаму, меѓу главните приоритети на буџетската политика 2021 година е поддршката на здравствениот сектор, што значи заштита на здравјето и животите на граѓаните. Навистина посакувам успешна работа на сите овие наши здравствени работници овде, кои што ќе донесат здравје на нашиот народ. Благодарам.